Многу петки и десетки денес си посакаа учениците и студентите пред иконата на Свети Фанурий, нивниот заштитник. Помоли се да имам по-мала година. И повеќе среќа. И повеќе среќа. Помоли се да имам убава година. Успешна учебна година им посека брегалничкиот митрополит господин Иларион, кој чинно началствуваше со утринската свечена литургија во соборниот храм Свети Никола во Штип. Нека го моли се милостивиот Бог со сите учители на Вселената и на просветата светители да им подари мирна и благословена учебна година на нашите наставници и ученици со силата и действото на Светиот Дух, полесно да ја разберат науката, полесно да ги изучат предметите во училиштата, за да бидат радост на родителите, на црквата и на татковината. Нека е честито и благословено и новата учебна година благословена. Амин. Протоиерей Ставрофор Методи Мирашчиев ја упати и следнава порака. Најбитно е децата да созреат и да станат духовно здрави личности, кои ќе имаат љубов и грижа кон своите родители, кон своите роднини, другари, кон сите луѓе. Ете за такво образование да се помолиме Господ така да ги научи нашите деца да бидат скромни и благодарни, да имаат љубов кон сите луѓе, да си ја зачуваат чистотата на умот и срцето. Освен младите, молитви кон светецот упатија и постарите верници. Па и за постарите, ама да се болат за децата, за учењето. Кој всушност бил Свети Фанурий? Поред преданието, тој живеел во Египет и бил војник, маченички настрадал заради Христа, но многу се молел за неговата мајка која била голема грешница. Овде кај нас во Штип имаме, благодарејќи му и на Бога и на Светиот Дух, но и на Свети Фанурий, голема традиција каде што сите ученици, млади и студенти, но и сите оние кои сакаат да се помолат на Свети Фанурий, бидејќи го сметаме како заштитник на нашите ученици и на нашите младинци. Претходно во овој храм се одржи и молебен за успешна нова учебна година.